Агенцијата за храна и ветеринарство испрати допис до сите општини кои имаат законска обврска за воспоставување на соодветен систем за контрола на популацијата на бездомни кучиња, соопшти агенцијата. Оттаму наведуваат дека од страна на официјалните ветеринари се вршат контроли дали локалните самоуправи имаат донесено план и програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња и во која фаза на реализација се во делот на изградба на прифатилишта за бездомни животни, како соодветен систем за контрола на популацијата на кучињата, кои општините имаат законска обврска да го воспостават. Агенцијата за храна и ветеринарство појаснува дека со контролите констатирани се неусогласености кај дел од општините и даден е рок за нивно отстранување, пошто доколку не се постапи по истите, согласно законските надлежности, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе изрече и законски казни. Дали до сега сте имале некое лошо искуство со уличните кучиња? Да. Дали имаат нападнато? Не се случило, а многу се плашам. Така, ви се случило ли кај што поминувате, каде што се шетате да наидете вака на глутница кучиња многу? Па, пример тука кога доаѓам за школа од Сабајле, имам многу кучиња и стварно многу се плашам. И сум видела кога нападнале луѓе, ама со среќа ја имам среќа, не сум. Супер. Тука ме нападна, со 20 одбранив, а една група кинези гледаат и не може да ми помогне никој. И благодарение на ова торбичо полека некако се спаси. Значи баш тука во центар. Овој ми е втор пат. Еднаш појдов порано Сабајле, да стасаме планинар сум, додиме на планина и у 4 саат на Сабајле, овде ко трговски центар, кога ми се пушти едно 4 комада, со 20 паси у глава. И јас лично не сум имала. Имате ли никаков став, никакво мислење во врска со тоа, дали ви пречат големиот број на кучиња по улиците? Па секако дека на сите им пречат, меѓутоа ние не сме одговорни за да ги издомиме. Тоа се знае дека градот треба да превземе мерки за тоа. Сигурна сум дека они знаат што се прави во Европа и во светот, дека тие треба бидат згрижени во посебни места, каде што треба да има и ветеринарска служба и посебна исхрана затоа што сум сигурна дека они имаат доста зарази, кои што самите кучиња не се виновни за тоа. А тоа не би го чинело многу градот. Имале до сега некое лошо искуство со уличните кучиња? Ја не сум имал. Кога сум бил помал, сум се борел ако ме нападне некој, оно на мене, ја на него и ќе избега. Ако те види плашлив, оно ќе трчи по тебе. Имате ли некој предлог до градските власти како да се реши проблемот со кучињата? Па види, поарно да се отстранат кучињата, отколку да страдат животите. Било деца, било жени, било мажи, сите се плачат. Што мора да има по улици ова кучиња? Нема потреба. Па се плашам, нормално. На сите пречат. На децата мои ги нападнале. Када? Во Топанско поле, во Чаир. Само побегнаа. Зема малиот камен, ги маваше и побегнаа. Имате ли некој апел вака до градските власти? Да се регулира тоа, ако може. Што побрзо, мислам, ако да не се деси некои потешки работи. Инцидент не сме имаме, ние не се многу плашиме од кучиња, ама има кои се плашат, а и не лич. Треба да се тргне од улицата. И има начини како тоа да се направи, само нека се ангажира. Во сработка со ветеринарната комора и ветеринарните друштва, од септември годинава се спроведува процесот на идентификација на милениците, зашто Агенцијата за храна и ветеринарство обезбеди 100.000 бесплатни микрочипови во модулот за домашни миленици. Во ветеринарно-информативниот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство во моментов се евидентирани 21.809 миленици, од кои најголемиот број се кучиња. Од Агенцијата за храна и ветеринарство ги потсетуваат граѓаните дека имаат законска обврска да ги идентификуваат своите кучиња и мачки со микрочипови и затоа апелираат да ја искористат можноста и тоа да го сторат во рамки на кампањата за бесплатно микрочипирање на милениците, која ќе трае до 31 март.